Добре дојдовте во викенд изданието на Сцена. Ние сме повторно овде за да ви информираме, но и да ве потсетиме на оно што беше актуелно изминатата недела. А како што сите добро знаете, изминатиот викенд се случи модниот викенд пролет-лето 2016 година. А таму некаде меѓу присутните беше и градоначалникот на Дојран Борче Стамов. Па некако нормално беше да го искористиме неговото присуство за да го прашаме нешто повеќе за модата во политиката. Еве што тој ни кажа. Едно златно правило за дрес-кодот во политиката важи стандарден стил за политичарите кои можеме да ги видиме на говорници и митинзи. По кежуал варијанта, односно кошула и јакна, кога имаат допир со граѓаните. Облеката е огледало на човекот, но можеби и главен елемент за прв печаток. Неслучајно започнавме на тема политичари и дрес-код, затоа што модниот викенд во Скопје беше примамлив настан и за политичката фела. Градоначалникот на општина Дојран, Борче Стамов, помеѓу присутните. Прекрасна манифестација, убаво е да се посетува како градоначалник или надвор од работата, убаво е да се присуствува на сите јавни настани, културни случувања. Само што помисливме дека приватно е дојден на овој настан, ни го потврди спротивното. Се обидуваме да даеме голема поддршка и на она културното живење и спремаме и во Дојран една слична некоја модна ревија веќе 2 години наназад, па еве да видиме искуство и во овде во Скопје како се организира, правиме некоја соработки, се надеваме некоја слична манифестација и во Дојран да. По иницијатива на неговата понежна половина, градоначалникот во први редови на моден викенд. За прв пат сум на моден викенд и морам да признам ова е еден од оние компромисите кои се прават со девојка ми за посрекна и по-добра врска. Така што генерално сме една нејзина иницијатива, меѓутоа едно убаво случување на кое е добро да се присуствува и да се види. Кога веќе сме на модно случување, политиката ја оставивме на страна. Колку е важен стилот за еден човек кој што се занимава со политиката, изгледа можеби поинаку кога станува збор за она професионална дејност која вршите и за она приватно кога ќе излезете на прошетка некако. Воопшто стилот е важен за и облекувањето за секој човек, било во било која професија и вклучително и во политиката. Можеби во други земји на тоа многу посериозно се посветува внимание, кај нас малку помалку или како и да е, меѓутоа онаа поговорка или изрека нема втора шанса за прв печаток, така да стилот е сосема мощно важен. Впечаток на сериозност е она што налага неговата професија, но што е кога е надвор од општинската зграда? Се разбира, кежуал најкомотно или најкежуал се чувствам во така по-спортска варијанта или по-опуштена кравата. Ретко носам, оделото е веќе пропратен елемент или униформа, работна униформа, така што се трудиме надвор од работните обврски, буквално кежуал е најкомотно и најдобро за најпријатно се чувствам таму. Знаете да ги следите модните трендови? Се трудам, не дека сум нешто многу навлезен, меѓутоа знам да одберам добри парчиња, знам да се потрудам и да изгледам удобно. И тука морам да признам девојка ми многу мощна голема улога има и генерално тоа е нејзина улога, така што јас колку можам следам. Ако помисливте дека ова случување е само за луѓето кои припаѓаат на модниот свет, грешите. Ова е показател дека политичарите, надвор од политички рамки, знаат да се забавуваат. А продолжуваме на тема мода, но овој пат дознаваме колку нашите ликови од модниот свет посветуваат внимание на својот физички изглед, но и колку трошат на облека. Дознайте. 90 минути од неделата женската популација ги троши на прашањето што да облечам. Иако половина од својот буџет знаат да го потрошат на гардероба, сепак тие никогаш немаат идеја што да облечат, иако стојат пред препон гардеробер. Додека некој своето време го троши во дилема, Ким Кардашијан пак својот буџет, и тоа како знае на што да го потроши. Очигледно оваа реалити звезда тешко може да одолее на шопингот. $500,000 се доволни месечно за Кардашијан да го наполни својот гардеробер. Иако оваа цифра е научна фантастика за нашите јавни фаци, сепак и тие и тоа како знаат да потрошат голем дел од својот буџет токму на гардероба. Лейла Сабит не е роб на трендовите, иако признава дека тоа почесто го правела во помладите години. Па морам да признам дека кога бев многу помлада, многу и да издвојував, сега не и сега навистина имам полн гардеробер
пола работи не ми се облечени, ако ми верувате, да не станува збори за чевли. Дури некогаш нема ни настани во Скопје колку што ја имам чевли каде ова. Но сепак слаба е на шопинг. По некој парче сигурно дека сакам да се обновам, сепак трендовите се тие, никогаш не робувам на трендот, секогаш си го избирам тоа што мене ми се свиѓа и мене ми се допаѓа, без разлика дали бојата е во тренд, него таа боја што мене ми одговара. Кога семејството се шири, во тој случај најмалиот член ја има предноста, така и во семејството на Цаци Паковска. Па морам да признам дека пред да го имам синот, може би звучи како клише, сиот джепарац или целата заштита идеше на облека, особено на модни додатоци. Меѓутоа во последно време, да речеме, многу голем дел од буџетот трошам на играчки. Не толку може би на облека, меѓутоа постојано и повторно ќе повторам. Имам среќа што позади себе го имам зап Милано, така да постојано сум дотерана. Мики Црнокрак е скаран со пресметките, но знае да потроши добар дел од буџетот за обнова на гардероберот. Зависи, никогаш не сум броел и рачунал колку пари ќе се потроши на гардероба. Никогаш не сум бил стрикно за некои брендирани парчиња, да, брендирани секогаш се убави, но има некои што се поевтини, што исто добро стојат, така да нека комбинација од тие две. Понекогаш, за да излезеш на шопинг, тоа е моментална состојба на расположението. Зависи од расположението, зависи од приликата, некогаш е тоа многу малку, а изгледа како да е многу. Некогаш се тоа многу средства во некој мало парче, така да, пошто сум веќе, не знам, многу години во овој бизнис, така да не можам да најдам некоја средина, можам само да кажам дека одвојувам многу. И буџет, и финанси, и време, и средства, и мозок, што се века, и разни работи. За модниот новинар и дизајнер Небојша Толески постојано трошење пари на гардероба е тотално непотребно, затоа што тие пари може да се искористат во поинакви цели. Не толку често, иако сум моден новинар, секогаш им викам и на моите пријатели да не купуваат премногу облека, токму заради тоа што постојат многу побави работи од облеката, многу е битен стилот, како ќе се облечеш, нели, како ќе ги искомбинираш нештата, а парите може да се потрошат и за некој убаво патување. Вие одлучувате дали ќе им робувате на трендовите или ќе си градите свој собствен и уникатен стил. Облеката не значи ништо се додека некој не почне да ја носи, а буџетот кој ќе го потрошите за тоа е ваш собствен избор, исто како стилот. И како што започнавме, така и ќе завршиме со мода. Овој пат ве носиме на промоцијата на новата и првата македонска енциклопедија, која ја подготви Снежана Богдановска Сани. Еве како беше таму. Да најдеш верен пријател е исто како да си пронашол богатство. Оваа изрека во денешно време тешко дека се практикува. Обично верните пријателства се оние кои со години се граделе и подржувале. Такво едно е пријателството на првиот македонски моден новинар Снежана Јаначковска Богдановска и модниот дизајнер Никола Евтимов. Тоа е пријателство кое започнало во раните 90-ти. Прво како професионални соработници, а подоцна и пријатели. Сеќам уште како млад и надежен иден моден дизајнер. Возбудено ја гледав на модните писти и навистина сонував дека еден ден и таа ќе може да ја презентира мојата работа. Веќе по враќањето од моите мастер студии во Италија, почна и нашето многу интензивно дружење и професионална соработка. Тоа е наше дружење, професионално преценели првично, потоа се претвора во пријателство затоа што се препознавате на сите нивоа, значи и професионално и како секако. Додека тие го граделе пријателството, во Македонија се формирала модната сцена. Многу интересно тоа што се поклопува со почетокот на растењето, односно со формирањето, ајде да речеме, условно на македонската модна сцена, нели? Она осамостојување на Македонија, па создавање на една сосема поинако преструктурирање на македонската модна сцена или создавање на сосема нова. Далечината и професионалната посветеност не биле причина за да стават крај на дружбата. Интензивноста на дружењето не значи квалитет на дружење. Имало периоди кога нормално поради моите обврски, поради низините обврски, тоа дружење станувало помалку интензивно.
Меѓутоа, кога дружењето и пријателството е базирано на вистински почит кон личноста, тоа никогаш не одумира. Напротив, мислам дека со текот на годините доби на квалитет. Дека вистинскиот пријател е тука кога си успешен, покажа Евтимов. Сани ја промовираше својата книга која носи наслов "Мои истории, мој живот", аналитичко модно четиво, кое представува неизбежна литература за модните влюбеници. Среќа што ете покрај она што ми беше главна преокупација за сите тие веќе 20 години, нели, телевизиското новинарство, каде што не остануваат многу документи. Јас велам технологијата некако побрзо оди од нашите животи, така да не надмине и сега останати се некои VHS касети кои што не функционираат, да речеме. И меѓутоа имав среќа во меѓувреме да работам и сите останати медиуми фактички, овој што е печатен и што се однесува на магазинот Life цели 4 години, каде што ми беше особено задоволство. Сето тоа е исто, меѓутоа различно. За оваа дихотомна колекција на колумни и интервјуа од модата и за неа ќе каже: Голема одговорност да ставите нешто меѓу корици. Кога ќе се преиспитате и кога другите нели ќе дадат малце светлина на сето тоа и разберете дека тоа сепак има некаква друга димензија, тогаш да се одлучувате на ваков чекор. Јас сум навистина среќна што сепак ќе оставам нешто. Оваа прва модна литература кај нас опфаќа две различни содржини. Едните се тие колумни модни по кои што сум нели карактеристична, препознатлива, а другата се интервјуа кои што не се многу, ама се многу специфични за наши услови. И ми беше предизвик со сите тие магови на новинарството со такви нели големи способности за правење интервјуа, да како јас ќе се снајдам како некој што е профилиран во една тематика, сега треба да прави нешто сосема друго. Книгата нема таргет група. Истата може да се чита и препрочитува, затоа што секое навраќање ќе ве поттикне на размислување за модата, кое дава поинаква димензија. Прво и основно дека сите фешонисти мора да имаат во својата библиотека, ако сакаат да бидат сериозно сватени како некои кои што сакаат модата, нели? А второ и сите оние кои што навистина сакаат малце повеќе да знаат за модата. Буквално за сите. Како рецензент на Мои истории, мој живот се потпишува Никола Евтимов. Кога дојде моментот да се подготвува книгата за печат, најнапред добив покана да бидам еден од рецензентите, што мене како моден дизајнер, предавач и некој кој што животот си го посвети на модата ми прави чест. Од друга страна, бев поканет да учествувам со некои фотографии кои што заедно ги правевме во текот на изминатите веќе децении позади нас. И да